Време е за меѓународна актуелна тема. Денеска колегата Дејан Андоновиќ со мене во студиото. Дејан, добро утро. Денеска помалку ќе разговараме за протести, за разлика од секој друг понеделник. Туку за оно прво што ни се случува во соседството, апсења, нереди во соседна Србија, а вчера главна вест кога е Србија во прашање беше пораката која Бајден ја испрати до српскиот претседател Александар Вучиќ, а таа порака е да го признае Косово, секако тој возврати дека нема тоа да го направи. Токму така, прво за протестите морам да дадам нели у континуитет, бидејќи јас и ти у понеделник Каде се протестираш? Имаше во Данска, каде што протестираат луѓето против воведување на ковид пасошите. Тие сметаат дека ковид пасошите не треба да бидат задолжителни за данците и дека со тоа им се кршат човековите прави и слободи. Се повика на она што се случи во Британија, британците нели рекоа нема да воведуваат за сега ковид пасоши. Мораме да ги споменеме ова ради континуитетот на тие протести што се однесува до регионалните и светските настани. Вчера американскиот претседател Џозеф Бајден излезе и упати неколку пораки, ми се чини многу важни, со што ги трасираат, ја покажува американската политика и трасирањето на американската политика во иднина. Тоа значи останува со во континуитет американската политика кон Кина во однос на она што ја водеше политиката администрацијата на Трамп, но ја враќа старата реторика и политика кон Москва и кон Белград. Во однос на Белград, бидејќи би рекол, но тие не се соседи и многу влијаат на станите таму, може да се прелеат тука. Пораката беше, бидејќи беше денот на државноста на Србија, Џозеф Бајден ја честиташе државноста на Србија и подсети дека ги поддржува, САД ги поддржуваат евроинтегративните процеси во Србија и нормализирање на односите со Косово, односно меѓу редови побара што побрзо Србија да го признае Косово. На ова возврати Вучиќ, излезе во јавноста и рече дека тоа никогаш нема да го се случи, дека Белград никогаш нема да го признае Косово, дека тоа веќе го рекол во Белата куќа, при тоа заборавајќи дека во Белата куќа го кажал во времето на председателствувањето со САД на Доналд Трамп. Токму тоа сакам да те прашам, бидејќи непосредно пред крајот на мандатот на Трамп потпиша билатерален договор и со Србија и со Косово, а во насока малку на приближување на двете спротивставени страни. Што ќе се случува сега со овие билатерални договори кои и српската и косовската страна ги исклучија со Трамп? Што ќе преземе Бајден во врска? Вучиќ само спомна дека во ниеден меѓународен договор нема подпишана Србија обврска дека ќе го признае Косово. Тоа е едниот дел. На другиот дел ќе потсетам дека во тој билатерален договор беше да се продолжат преговорите за финализирање, односно за наоѓање компромисно решение за идните односи меѓу Белград и Приштина. Сега Бајден и неговата администрација не кријат дека сакаат што побрзо да го завршат косовскиот проблем, односно Србија да добие поддршка во својот интегративен процес, па и во НАТО доколку сака, иако знаеме дека Србија за сега не ќе барем декларативно влезе во НАТО, но во Европската унија, а за возврат треба да го признае Косово. Вучиќ тоа вчера експлицитно во своите изјави тој излегува и вели, се добива впечаток, бидејќи јас ги анализирам состојбите, можам слободно да кажам дека тој излегува и вели ние нема да го признаеме Косово, јас си реков, но свесни се веројатно дека многу брзо ќе мора да го признаат Косово. Особена тежина на целата оваа приказна дава и албанската страна, која вчера се заблагодари на поддршката која Бајден ја даде со својата изјава посредно и повторно ќе кажам, поранешниот премиер Рамош Харадинај даде една лоша изјава во минатото, а тоа ја укори Србија дека доколку наскоро не го признае Косово, косовските албанци во иднина ќе се обединат со Албанија и ќе го продолжат својот интегративен процес. Ќе видиме што ќе се случува. Ми се чини дека американците дефинитивно ќе завршат оваа администрација на демократите на Бајден, дефинитивно ќе завршат процедурата околу независноста на Косово, што ја почна нивните претходници во Клинтоновата администрација, што нели во 1999 година дојде и до конфликт и бомбардирање на НАТО. Вучиќ за сега вели дека нема да го признае, дури имаше една интересна изјава, барем според мене, каде што вели како би биле ние кога ќе им честитаме Ден на државноста на американците на 4 јули, да побараме се и се што, ако се земе во предвид каква е американската политика. Но ќе потсетам, САД се суперсила, Србија не е ни регионална сила, па оттаму веројатно иднината е известна. Оно што сакам да кажам што се случува во моментот во Белград е дека државниот врв
и председателот Вучич имаат седница на кризниот штаб. Причина е апсењето на криминалната група на Велимир Белавук, се извинувам, која наводно правела планови за ликвидација на атентат врз Вучич. Тоа е нешто потсеќа на она што се случуваше 2000-та година, кога беше земунскиот клан беше на власт во Белград, и 2003-та кога беше ликвидиран Зоран Џинџич. Едно сценарио кое им се повторува, но се смета дека покрај главната тема ликвидацијата на мафијашите на велја неволја, како што го велат, сепак ќе се разговара и околу вчерашната порака на Бајден. Ке подсетам, тој вчера упати порака до србите дека Косово ќе мора да го признаат, упати порака до Путин дека нема да ги толерира агресивната политика на Русија во Украина и во поранешните советски републики, и упати порака на Кина дека ќе продолжи да има еден висок ривалитет САД и Кина на глобалната сцена, со цел да се врати американската доминација која изминатите 4 години поредот на нештата во време на Трамп малку опадна. Прилично остро почна Бајден. Остро почна, беа јаки пораките и ќе видиме што од тие пораки во наредниот период ќе бидат реализирани и не очекуваме Русија и Кина да ги послушаат. Па ќе видиме, јас мислам дека Кина можеби најлесно помина. Пораките кон Путин беа малку, според мене, чудни, ме вратија во реториката на студената војна, кога американските председатели се однесуваат така кон советските и руските, и овие обратно. Тоа се големи сили, велесили, и тие ќе мораат во иднина да имаат сепак некаква дипломатија. Она што охрабрува оној договор кој го подпишаа Старт 2, значи едно е сигурно, нуклеарно сме безбедни, но оние регионални кризи зад кои ќе стоят големите сили, ќе бидеме сведоци тек допрва и ќе ги гледаме. Тука е и прашањето, барем на европско тло, за вакцините. Руската вакцина, баш утринава пред да тргнам на работа, гледав прилог на РТ дека Унгарија е првата држава од Европската унија која ќе ги добие руските вакцини поради потврлување на ковакс системот, иако Европската унија ја избегнуваше ја заобиколуваше, така да се изразам, оваа вакцина, на крај сепак ќе посегне и по неа, ја одобри веќе. И Австрија. Вчера најави и председателот австријски. Кристина, бидејќи не успеа да ги испорачаат ветените количини западните држави, западните фармацевски компании, некако руската и кинеската вакцина на мала врата полека влегува. Гледам дека руската вакцина сакаа да ја произведуваат и во Србија, и во Индија, и во третиот свет, и арапските земји, што само укажува дека потфрлањето на западните фармацевски компании во количините кои ги ветија им дадоа можност на кинезите и на русите сепак да ја протуркаат нивната вакцина. Конечно, ајде да ја тргнеме политиката, доколку вакцините стварно бидат превентива и успеат да го поразиме ковид вирусот, нека бидат и руски. Сите тоа бараат да ја тргнеме политиката, здравието пред се. Дејан, благодарам. Утре се гледаш со колегата Ордановски, со мене повторно во петок. Се надевам ќе ги прескокнеме протестите, но ќе видиме, има време до петок. Така е.